Јас сум Мартија Станојковиќ, доаѓам од Куманово. Имам 11 години. Учам во училиште Крсте Петков Мисрков. Вака, кажи ми најпрво кој те пријави на аудицијата за Пинкови звездички? Па се пријавивме заедно со мајка ми и татко ми. Јас изразив голема, односно мајка ми ме праша дали сакам да се пријавам на такво шоу. Јас изразив голема желба за Пинкови звездички и не очекував толку голем успех. Ајде се враќаме малку наназад. Од кога почна да пееш ти? Па почнав да пеам од изразив желба за пеење и играње од мојата 4-та година. Лично не се сеќавам толку многу како било се тоа, но подетално знае мајка ми по кажувањата на моите родители. Јас на мојата 4-та година сум почнала да одам во балетско студио Ултра, во кој се уште одам. Кажи ми кои песни ти се омилени, кои песни сакаш да ги пееш? Па највеќе сакам да пеам поп песни и R&B. Ако се најде некоја убава песма што исто така ми се свиѓа, и таа размислувам за неј и така. Да кажи ми до сега колку снимања имаше на Пинкови звездички, колку пати настапуваш? До сега настапував 4 пати на Пинкови звездички. Со првата песна се представив All About That Bass, Take Me to Church, How Deep Is Your Love и Writings on the Wall. Со која песна ги освои? Па по моите мислења, јас мислам дека ги освоив со последнава, Writings on the Wall. Кој одлучува која песна ќе ја пееш? Дали тоа ти сама или заедно со родителите или заедно со продукцијата? Одлучувам со мојата професорка за пеење, Ивана Свилар. Со неа избираме песни, селектираме и така. Дали ќе те слушнеме можеби понатака со некоја македонска песна, поп македонска песна? Па сигурно мислам дека да. Која наша пејачка сакаш да слушаш? Чии песни ти се допаѓаат највише? Највеќе ми се допаѓаат песните на Тамара Тодевска, сега е Тамара Брана Велкова. Таа ми е она идол од македонската сцена. Кажи ми, ќе се вратиме пак на шоуто. Имаш ли трема кога ќе се појавиш тамо на големата сцена? Па пред да излезам на сцена имам трема, тоа зборуваме за позитивна трема. А кога сум веќе на сцена, така постепено ја снемува. Добро, кажи ми, од чии коментари највише се плашиш од таму од стручното жиришта? Па баш не се плашам од никои коментари, само во главно ми беа се позитивни, немам што да се плашам. Кој коментар најмногу ти вреди, од кој пејач таму, од кој од пејачите најмногу сакаш да слушнеш убави зборови? Не можам да ги оделам нив затоа што сите се образовани, сите се ми драги на свој начин и не можам да ги оделам. Според тебе таму колку деца сте вкупно во шоуто пријавени, колку деца пеете вкупно, знаеш? На почетокот бевме околу 90 деца, а сега останавме, мислам дека 40 или 30 места. Имате прилика да се дружите меѓу себе? Да. Пред снимање еден ден сме во карантин. Со кој од најмногу од нив се дружиш, ако Па исто и нив не ги делам, сите се ми она браќа и сестри, како што велате. Кој е твој фаворит од другите останатите деца таму што се? Па не знам. Сите ми убаво пеат, сите сакам да ги слушам, сите се ми драги. Добро. Кажи ми, овде во Куманово сега, нели, малте не си позната, те препознаваат на улица, те застануваат да се поздрават, да се фотографираат со тебе на училиште, како реагираат твоите другарчиња, имаш ли поддршка од твоите најблиски другари и другарки? Најголемата поддршка имам од моето семејство. Исто така имам поддршката од моето училиште, од моите врсници, од моите другари и другарки. Те застануваат на улица да се поздрават, да се фотографираат со тебе? Па да. Ти годи такво нешто? Да, ја сакам славата. Кажи ми, кога ќе пораснеш, нели, ти имаш 14 години, така? Кога ќе пораснеш, чија кариера би сакала да имаш од нашиве попејач или странска кариера? Па не сакам да се споредувам со никој, но би сакала да бидам некоја светска пејачка, како Аријана Гранде, таа ми е идол. И би сакала исто така да неја да ја запознам, да видам како таа живее, ново искуство. Кажи ми, размислуваш, се надеваш на победа? Па јас затоа се и пријавив.
Ама желбата ми е да стигнам барем во првите 16. Сега кога е следното снимање? Па не знам, стварно не знам. Смееш да ни откриеш која песна ќе пееш или не? Уште не. Не би сакала. Кажи ми, се дружите таму со жири комисијата, доаѓаат кај вас, ви даваат совети докато сте во карантина или не? Не. Тие се само на снимање. Добро. Кажи ми, некоја авторска песна до сега имаш ти направено снимено или во план е допрва да го направиш тоа? Па не, уште не сум. Желба да пееш на детска Евровизија да представуваш Македонија еден ден? Па секако дека да. Ама кога сум веќе во музичкиот свет, кога навлегов, би сакала повеќе да снимам спотови, да имам свои песни, отколку да одам на надпревари. Секако сакам да одам и во надпревари и така, ама поголемата желба ми е да ми ме праша дали сакам да се пријавам на такво шоу. Јас изразив голема желба за Пинкови звездички и не очекував толку голем успех. Ајде се вртаме малку наназад. Од кога почна да пееш? Па почнав да пеам од изразив желба за пеење и играње од мојата 4-та година. Лично не се сеќавам толку многу како било се тоа, но подетално знае мајка ми по кажувањата на моите родители. Јас на мојата 4-та година сум почнала да одам во балетско студио Ултра, во кој се уште одам. Кажи ми, кои песни ти се омилени, кои песни сакаш да ги пееш? Па највеќе сакам да пеам поп песни и R&B. Ако се најде некоја убава песма што исто така ми се свиѓа, и таа размислувам за неј и така. Да кажи ми до сега колку снимања имаше на Пинкови звездички, колку пати настапуваш? До сега настапував 4 пати на Пинкови звездички. Со првата песна се представив All About That Bass, Take Me to Church, How Deep Is Your Love и Writings on the Wall. Со која песна ги освои? Па по моите мислења, јас мислам дека ги освоив со последнава, Writings on the Wall. Кој одлучува која песна ќе ја пееш? Дали тоа ти сама или заедно со родителите или заедно со продукцијата? Одлучувам со мојата професорка за пеење, Ивана Свилар. Со неа избираме песни, селектираме и така. Дали ќе те слушнеме можеби понатака со некоја македонска песна, поп македонска песна? Па сигурно мислам дека да. Која наша пејачка сакаш да слушаш? Чии песни ти се допаѓаат највише? Највеќе ми се допаѓаат песните на Тамара Тодавска, сега е Тамара Брана Велкова. Таа ми е она идол од македонската сцена. Кажи ми, ќе се вратиме пак на шоуто. Имаш ли трема кога ќе се појавиш таму на големата сцена? Па пред да излезам на сцена имам трема, тоа зборуваме за позитивна трема, а кога сум веќе на сцена, така постепено ја снемува. Добро, кажи ми, од чии коментари највише се плашиш од таму, од стручното жиришта? Па баш не се плашам од никои коментари, само во главно ми беа се позитивни, немам што да се плашам. Кој коментар најмногу ти вреди, од кој пејач таму, од кој од пејачите најмногу сакаш да слушнеш убави зборови? Не можам да ги оделам нив затоа што сите се образовани, сите се ми драги на свој начин и не можам да ги оделам. Според тебе таму колку деца сте вкупно во шоуто пријавени, колку деца пеете вкупно, знаеш? На почетокот бевме околу 90 деца, а сега останавме, мислам дека 40 или 30 месец. Имате прилика да се дружите меѓу себе? Да. Пред снимање еден ден сме во карантин. Со кој од најмногу од нив се дружиш, ако Па исто и нив не ги делам, сите се ми она браќа и сестри, како што велате. Кој е твој фаворит од другите останатите деца таму што се? Па не знам. Сите ми убаво пеат, сите сакам да ги слушам, сите се ми драги. Добро. Кажи ми, овде во Куманово сега, нели, малте не си позната, те препознаваат на улица, те застануваат да се поздрават, да се фотографираат со тебе на училиште, како реагираат твоите другарчиња, имаш ли поддршка од твоите најблиски другари, другарки? Најголемата поддршка имам од моето семејство. Исто така имам поддршката од моето училиште, од моите врсници, од моите другари, другарки. Те застануваат на улица да се поздрават, да се фотографираат со тебе? Па да. Ти годи такво нешто? Да, ја сакам славата.
Кажи ми, кога ќе пораснеш, ете, нели, ти имаш 14 години, така? Кога ќе пораснеш, чија кариера би сакала да имаш од нашиве по пејач или странска кариера? Па, не сакам да се споредувам со никој, но би сакала да бидам некоја светска пејачка, како Аријана Гранде, таа ми е идол. И би сакала исто така да неја да ја запознам, да видам како таа живее, ново искуство. Кажи ми, размислуваш, се надеваш на победа? Па, јас затоа се и пријавив. Ама желбата ми е да стигнам барем во првите 16. Сега кога е следното снимање? Па не знам, стварно не знам. Смееш да ни откриеш која песна ќе пееш или не? Уште не. Не би сакала. Кажи ми, се дружите таму со жири комисијата, доаѓаат кај вас, ви даваат совети додека сте во карантина или не? Не. Тие се само на снимање. Добро. Кажи ми, некоја авторска песна до сега имаш ти направено снимено или во план е допрва да го направиш тоа? Па не. Уште не сум. Желба да пееш на детска Евровизија да представуваш Македонија еден ден? Па секако дека да. Ама кога сум веќе во музичкиот свет, кога навлегов, би сакала повеќе да снимам спотови, да имам свои песни, отколку да одам на надпревари. Секако сакам да одам и во надпревари и така, ама поголемата желба ми е да станам пејачка, да држам концерти.